За зеленчукот и овошјето во јануари е поевтино од ланскиот. Цените надолу кај нас се ретка работа, потука нивното спуштање и не останува незабележено. Општо споредено, лани цените воглавно биле повисоки помеѓу 10 и 15%. Поединечно, цените на јануари 2014 и јануари 2015 изгледаат вака. 2014 компир 25, зелка 35, цвекло 35, лук 120, морков 35, банана 45, портокали 35, јаболка 25 денари за килограм. Во 2015 компир 20, зелка 25, цвекло 30, лук 110 денари, морков 30, банана 40, портокал 30, јаболка 30 денари за килограм. Абе, добри се сега. Ке си го дозволи некој сега, например, да си купе компири кому се 20 денара, ако беа 40 денара, помалку ќе купиш. Значи, има нешто. Зошто цените овој јануари се подобри од ланските? И сега остана ровичка нешто за остана, имат сите помалку дома и за тоа се мора ги пуштиме цените се намалат. Тоа е друго, нема. Тоа што цените се пониски е добро, но дали е тоа доволно за повисок животен стандард? Нема врска цените што се намалени и што ќе бидат намалени со оваа цена, со оваа плата не може никој да обстане на живот. Причини за песимизам има доста, зашто луѓето знаат дека парите ги трошат големите давачки. А белешки идат нон-стоп. Немаме пари ни за струја, ни за вода. Од тука, добро е кога намалување би имало и на нив, па макар и минимално.